ме слават во Македонија, ни направи химна. И нека ме слават. Заслужиле. Тоа се зборови на Дадо Топич, која го праша на едно интервју на еден подкаст хрватски, вика за песната Македонија. Имате од една страна Дадо Топич, од друга страна имате една кафанска певаljка, турбо фолкерка, која што кариерата ја направи благодарение на тоа што стана сопруга на најмоćниот бандит во регионот, воен злосторник Аркан. И па сега, после овој инцидент што го направи, кога се загрли, кога се наметна со бугарско знаме, едино се што можете да побарате, да ви ги врати сите 15 стана четворособни што ги има купено у Белград или ги нема купено, метафорично зборам, од сите концерти фашери на кои што пеела низ Македонија, од ракијади до пастаналијади, до не знам скаријади, така дали, така натаму и така натаму. Нема да ги врати. Нормално. Она си го направила своето тука. Но, најмалку што ние можеме да направиме, не е за ебанци работата. Она што сме го зборили претходно. Во ваква ситуација треба без никакви двоумења да се забрани секаков пристап после на инцидент во Македонија. До крај на живот да се прогласи за персона нон грата. Со тоа ќе покажем, пошто тоа ќе биде ударна вест во регионот, кај што е Цеца мега звезда. Ќе биде ударна вест и преку тој потек на нашето Министерство за надворешни, за внатрешни појма, немам тамо, ќе им пратиме порака на сите дека веќе никој не сме да се поигрува со достоинството на македонскиот народ. Единствената супер позитивна работа што се случи вчера за време на инцидентот, кога таа се наметна со бугарското знаме, беше што едногласно публиката го даде својот став на тој незин неумесен, непресметлив, идиотски ретардиран потек. Значи едногласно беше изфиркана, испцуена, мислам видовте на клипот. Така што и тоа доволно зборува колку сме ние веќе на крај на трпение да бидеме сведоци на едни такви немили настани, во кои што на разни начини некој, посредно или непосредно, се обидува да не понижи понатаму. Воопшто не верувам во тоа дека таа не знаела што е бугарско, што е македонско знаме, да се разбереме. Не е она идиот. На многу концерти кога имала и во Србија, македонски незини фанови може веле македонски знамења, не може него сигурно веле да се покажат нели од кај се фановите. За Македонија исто не се сомневам дека се појавил на некој појма немам. Предизборен вашар концерт кај што пеела она, дека некој не веел наше знаме. Така што ја не верувам во таа приказна дека е тоа случајно, дека е ненамерно, дека нејзина ненамерна грешка. Повеќе верувам во тоа дека може би некој, а сите знаеме кој има многу пари и логистика, да ја понуди пари да го направи тоа. Колку да предизвика инцидент како што предизвика. Но, мислам дека со тоа треба да се позанимава и нашата полиција, сериозно да се позанимава. Кој го дал знамето, кој човек дошол, кој е тој што дошол со неа во допир, кога го подал знамето, дали тој што го подал некој него му го подал претходно, или може би не му дал што треба да му даде, повеќе само го поттурил нацис. Значи тоа треба да се испита сериозно. Не е ова заебанција, само така да замижим и да кажеме аха, добро, ворете, ајде, фала многу, ќе се извини она на Инстаграм или на Фейсбук и кај више све се извинува и попапала маца и толку заврши приказно. Од друга страна, ова е уште една бесплатна школа за нас, поготово, особено за незините фанови, обожаватели, љубеници во незината етерична неовоземска музика.
да сватат во која црква се крстат и да сватат што е уствари турбофолко за што и сум зборел. Кога мешаш баби и жаби, кога не си ти, кога немаш автентично сценско присуство, автентична музика, автентичен уметнички израз, тогаш може да ти се случат вакви инциденти. А турбофолкот е токму тоа, некритичко користење на технологии, на гестикулации, неотесано, но претежно на технологии, некритичко користење, кое што најчесто, доколку преземе контрола, тоа некритичко однесување во едно општество, тоа е таа турбофолк култура, најчесто завршува онака како што заврши тоа во просторите на бивша Југославија. И обично таквата турбофолк култура ќе ви изроди една Цеца, ќе ви изроди еден Аркан, ќе ви изроди многу други кои што ја забиберија чорбата, кои што ја предизвика она огромна човечка трагедија на почетокот на 90-тите на просторите на некогашна Југославија. Затоа не случајно ние зборуваме дека младите особено треба сериозно, системски да се превоспитуваат, да им се објаснат многу работи во фазата на созревање, кога стануваат, луѓе, возрастни, да се шлифуваат, да се облагородат нивните вкусови, едноставно да знаат кој е кој, што е што и кој кому ја ебе мајката и зошто. Тоа е старо драматуршко правило. Мора да се знае во една драма, во една представа, кој кому ја ебе мајката и зошто. Ако тоа не се знае, сте ја промашиле темата, сте утнале представата, никој нема да ја разбере. Така што уште еден повик до нашите органи, институции, сериозно да се позанимаваат со овој инцидент и нормално да излезат со јавно соопштение и секако дека очекуваме, најмалку што можеме да очекуваме од нашата држава е на дотичната турбофолк дива да забрани пристап во Македонија, дури и приватно, не само во смисла на јавни настапи, дури и приватно. А ова нека биде порака и за тие бугарите. Уствари нема ја што да им кажам порака, пораката е добија од публиката на концертот во Велес. И мислам дека пораката што ја добија беше многу јасна. Не сме овој инцидент никогаш повеќе да се повтори. Сум прашувал многу пријатели велешани од каде таа бугарашка струја во Велес, и сега ја ве прашувам искрено, пошто знам дека ги има таму. Битола ми е уште поголема мистерија од каде таа бугарашка струја. Ја мислам дека исто така нашата држава треба да се позанимава со овие поединци, групи, здруженија што се екипираат. Еве конкретно и во ме поздравуваат колегиве. Еве конкретно и во тие градови кај што функционираат, појма немам Штипка и ги има све, сериозно да се позанимаваат со нивните активности, со тие здруженија, со нивните со нивните портали, повторно повикам, 100 пати сум повикал, со нивните гласила, кои што се крајно антимакедонски, а се во Македонија, и кои што ни се појавуваат на овие социјални мрежи, кај што некој посуптилно, некој апла, константно меѓу останатите вести што нормално од агрегатот, од некој агрегат ги собираат, претежно акцентудираат на се што антимакедонско ќе се каже во регионите, обично ги лепат токму тие ликови, токму тие настани, токму тие изјави на таквите ликови, со што апла се гледа дека работат за бугарските антимакедонски интереси и нивните аспирации фашистички кон Македонија, кои што никогаш не згаснале, дури можам да кажам никогаш не биле посилни од 2017 наваму, зашто голем дел имаат овие удел социјалдемокративе
наши кои што токму поради таа нивна политика добија погазето и на овие локалните избори и на претходните парламентарни и ќе добиваат погазето се додека еден тамо паметен не се најде, не го исклучи светлото и не заклучи вратата со најдебелиот синџак. Ви благодарам многу, имајте убав ден, се гледаме.